И еве сме, за кратко започнуваме со Олимписките игри во овој велелетен маркет. Едно неприкословено, па дури би рекол и маркантно одмерување на силите помеѓу купувачите со своите скромни потрошувачки кошнички од една страна и од друга страна работничките, персоналот и касиерките. Вечерва со мене го имаме легендарниот Дарко Панчев, македонскиот ас и големиот спортсмен. Даре, што мислиш ти за ова спектакуларно случување? Ви, Златко, куповина у маркету недела има голема традиција на нашиве простори, знаеш. Ова Југославија, тоа е едно изузетно искуство за секоја породица. Ја се сеќам од Звезда кога бев, кога потпишував. У Београд имаше еден маркет таков голем, имаше више могуćности. Тоа, знаеш, тоа беше изузетна прилика за мене. Така е, ти благодарам, Даре, за ова кратко, но би рекол дури и суштинско излагање. А ние се движиме веднаш на терен, каде што го имаме колегата Костовски. Се моли колегата Костовски да се јави на главна каса. Дали се слушаме? Одлично се слушаме, колега Калински. Овде атмосферата е вжештена како подвршник на преварот, само што не е започнат. Да. И еве сме пред почетокот на надпреварот. На првата лента е Димитриовски, на втората е Ангеловски. Димитриовски го гледаме како завзема позиција. И фуриозен старт на надпреварот. Како фуриозен старт од страна на касиерката. Со неверојатна брзина, па дури би рекол и молскавично ги куца продуктите. Неверојатно. Што се случува, драги гледачи? Дали Димитриовски бара вербална комуникација со касиерката? Не, види, изгледа Димитриовски не носи торба, мислам, како да ти кажам, многу лош потез. Он не е спремен за утакмица. Да. 15 денари кеса на семафорот. Што се случува? Погледнете, Димитриовски буричка неверојатно во своите джебови, но не наоѓа ништо. Додека за разлика од него Ангеловски полека, но сигурно ја полни кошничката. Еве го повторно Димитриовски буричка и на крајот. Да, наоѓа кеса, собствена кеса, вади од джебот. Па каква драма, неверојатно, драги гледачи. Ангеловски малку се мачи со производите, се чини дека е изедначено. И сега спринт од Димитриовски. Каков прекрасен потек беше ова со бананите. Да видиме што се случува. На другата лента имаме застој. Не работа, бе. Не работат нешто? Не работа. Не, сепак погледнете каква драма, касиерката не го знае кодот на гравот. Нервозни гестови, мрачно. И ја би бил нервозен. Сигурно, па погледнете како е мрачно лицето на Ангеловски. Да, се нервира, но каква пресвртница. Доаѓа помошникот, се чини дека тој го знае кодот на гравот. И да, гравот поминува. А со тоа и самиот надпревар, па каква неизвестност, каква драма. Тврда утакмица, Златко, станува збор за изузетно спремни такмичари. Само се надевам нема да има продолжетци, пошто Маја ми пиша дека више ја спрема вечерата, Златко, ја нема да може многу се. Обезбедувањето веќе го предупредува дека присутните треба да го напуштат маркетот. И уште само 10 секунди до крајот. И каков удар со главата на Димитриовски. И тоа е шут за победа. Победа во последните секунди. Слави Димитриовски, овации од трибините. На една страна радост, а на друга тага. Тоа е, Даре, убавината на спортот, зарем не? Апсолутно. Изузетно. Дечка, ајде, доста циркузи, 8 сата затвара, најполека. Ајде. Борет, господине, не напрегајте го својот нервен систем. Ја морам да одам. Ти кажав дека Маја ме чека за вечера, а и... Ме остави.